анализа, односно процена на потребите на капацитетите во институциите и така увидовме дека има потреба од обуките кои што ги спроведуваме заедно со Милија Контакт. Третата работа која што би сакал да споделам со вас е дека изработивме едно, да кажам, нетипично истражување преку микронаративи, каде што побаравме од луѓето да ни раскажат приказна за нивните искуства, скорешни искуства со некој климатски настан. И од тука исто така произлезе една, да кажам, еден наод, наодите ќе ги споделиме наскоро, меѓутоа еден од наодите беше дека луѓето кои ќе се соочат со климатски настани немаат доволно знаење во однос на тоа како да се адаптираат на таа ново зададена ситуација. Така што се надевам дека и преку овие обуки ќе допринесеме да се намали таа ситуација. Во ред, фала ти, Маја. Ти благодарам, Филип. А сега би сакала да ја поканам Теодора Гранчаровска-Обрадовиќ да ни се обрати и да ни раскаже заради тоа што Теодора е еден од главните кривци за сите работи кои што се случиле во државата на тема климатски промени и за сите процеси кои што се развиваат еве веќе подолг временски период и за сите оние плусови што ги имаме во изработка на разни документи, стратегии, планови и така натаму. Теодора, дали би сакала да ни се обратиш и да ни раскажеш? Благодарам, со задоволство ќе се обратам и ќе раскажам. Значи, да, благодарам. Мислам, сум била мјутната. Благодарам на воведот Маја, со задоволство ќе се обратам, со тоа што можеби би додала дека не сум виновна само можда за добрите страни на приказната. Доста голем процент од вас ме обвинуваат и за лоши страни на приказната. Сето тоа е легитимно, меѓутоа во рамките на можностите сум се трудела да го направам максимумот. Да не должам многу, темата на денешната работилница е адаптацијата кон климатските промени, која што предизвикува секогаш огромно внимание, затоа што е врзана, како што кажа и воведничарот, со влијанијата од ефектите на климатските промени не само врз животната средина, туку и врз сите нас, врз луѓето. Тука би сакала да спомнам неколку моменти. Еден момент е дека законодавството на ЕУ, делот за клима, не препознава, тоа го знаеме повеќето од нас, законодавство за адаптација. Препознава законодавство за намалување. Значи, ако ги огледаме директивите, регулативите и одлуките на ниво на ЕУ, станува јасно дека законодавството се однесува на постигнување на одредени цели, среднорочни, долгорочни и така натаму. Адаптацијата или намалувањето на вулнерабилноста на ранливите сектори или зголемување на нивната адаптивна способност се регулира преку секторски закони, меѓутоа преку апроксимирање и транспонирање на директиви, регулативи и одлуки во други акија. Значи, во акито за води, во акито за биолошка разновидност, во сите останати сектори кои што ги чувствуваат последиците од климатските промени. Меѓутоа, иако кажувам, значи, дека законодавството е за митигација, ние како држава што припаѓа во докажано еден од најранливите региони во светот по номенклатурата на ЮН во Медитеранскиот регион, ние како министерство и јас инсистираме секогаш адаптацијата да биде равноправно третирана и адресирана како и митигацијата. И тоа го докажуваме со години наназад, вметнувајќи го овој пилар во сите стратешки документи што ги изработуваме и паралелно рапортирајќи за напредокот во адаптацијата, како што рапортираме и за напредокот во митигацијата.
Значи, она што UN го препознава е да се линкуваат колку што е можно повеќе процесите на изработка на така наречени НАПови или National Adaptation Plans, за кои што предпоставувам колегите од кабинетот ќе се обратат, со адаптационите стратегии и со можност за вклучување на оваа компонента во националните придонеси кон договорот од Париз. Ние во овој циклус на ревизија, може понатаму, на нашиот национален придонес, не ја вклучивме компонентата на адаптација, затоа што сметавме дека е подобро да оди паралелно со изработката на НАПот, на националниот план за адаптација и на одите од истиот во следниот циклус на ревизија на нашиот НДС кон договорот од Париз да бидат вградени. Значи, не дека ја подценуваме, туку напротив, сакаме што поиздржани аргументи да имаме вградено во нашите анализи за национални придонеси. ЕУ, за разлика од UN, на два начина го третира овој аспект, значи преку стратегијата за адаптација на ниво на ЕУ и преку веб платформата што ја има ЕУ, така наречена Climate Proof. Одиме и понатаму, значи едната компонента е преку адаптационата стратегија, а начинот на контрола како државите ја спроведуваат, да кажеме, и рапортираат за овие адаптациони мерки, се реализира преку така наречената ММР, тоа е Monitoring Mechanism Regulation, тоа е регулатива на ЕУ, што значи би станала облигаторна за имплементација, не е директива, не е одлука, туку е регулатива и има, како што има дел за известување за митигација, содржи и дел што се однесува на известување за адаптација. И ние овој дел од оваа регулатива ја имаме вградено во нашиот, не наш, него во некаков на драфт верзија на предлог, иден предлог на законот за климатска акција. Значи, сакам да ве информирам дека апсолутно равноправно го третираме аспектот на адаптација, како и аспектот на митигација и во идниот предлог и после тоа и закон за климатска акција, како и во долгорочната стратегија за климатска акција, за која што верувам имате добиено покана, утре ќе биде презентацијата на одите од проектниот тим што се спроведува со поддршка на ИПА. Меѓутоа, како начин на анализа на прогрес кон НДС во моментов рапортираме за митигационите мерки. Може да одиме понатаму со слайдовите. Значи, јас можда малку брзам, меѓутоа ќе има и поголем број следни презентери, па ќе можам да се приклучам и дополнително ако треба. Она што е битно да го научиме денеска е дека адаптацијата уште од 2000-та година, кога почнавме со изработка на првиот национален план, беше паралелно адресирана во нашиот национален план за климатски промени или национални комуникации. Меѓутоа, како што знаете, законодавството, секретаријат за законодавство не препознава термин за комуникација, па затоа во тековниот закон за животна средина стои терминот план. Меѓутоа, планот е исто што и во UN терминологијата комуникација. Значи, ние ја адресираме компонентата на адаптација во националните планови, а отсуствува сеопфатен национален план за адаптација како за останатите земји во развој, што е, да кажам, обврска и можност за развивање, и тоа ќе го направиме веќе второт проектната задача во финална фаза. Ќе го изработиме со поддршка на Глобалниот фонд за животна средина преку имплементационата агенција UNDP, управувана од кабинетот на заменик председателот на владата како национално тело за контакт со Зелениот климатски фонд, каде што партиципира, се разбира, и нашето министерство. Може понатаму. Следниот слайд. Значи, повторувам дека во првиот, вториот и третиот национален план, за тоа и се со зелено обележани, е вградена компонентата на адаптација. Може следниот слайд. Ќе биде вграден така наречен Nexus Approach, значи ќе бидат линкувани
позитивните и негативните страни на повеќе вулнерабилни сектори во сега што предстои изработката на 4-тиот национален план. Како што веќе спомнав, е адресирана компонентата и во драфтот на законот, и во долгорочната стратегија. Исто така, во финална фаза изработката, значи, на проектната задача за националниот адаптационен план и е доставен до Зелениот климатски фонд третиот рединес програм за адаптација на така наречен human capital, значи на човештвото, во два вулнерабилни сектори, значи во здравството и образованието. Можеме понатаму со слайдот. Значи, овој гап на недостаток на сеопфатна стратегија е адресиран и во ЕПР-от, значи ние за тоа сме свесни, и токму заради тоа ќе продолжиме во 4-тиот план да ги комбинираме вулнерабилните сектори со цел да ги пресметаме позитивните страни, односно да направиме приоритизација на ранливост, ако може така да се каже, зашто понатаму и професор Марковска ќе зборува за методологија за приоритизација, и она што останува како отворено, се уште недоволно адресирано, е врзаноста со стратегиите за редукција на ризиците од катастрофи и со аспектот на security, кој што сега станува се поголем предмет на интерес на Организацијата за сигурност ОССЕ. И има регионален проект за климатски промени и security aspects. Понатаму, следниот слайд ако може, надолу, да, благодарам. Остануваат да се дореализираат овие национални цели, значи едно е да се направи транспозиција на законодавството и според мене тоа е најлесниот дел. Неговото имплементирање, правење на инфраструктура за негово спроведување, значи на институционална инфраструктура, техничка култура за спроведување на тие закони е неопходна за да се постигнат овие цели на постигнување на low carbon economy и Climate Resilient Society, кој што ќе видиме утре од презентацијата на стратегијата, се и цели на самиот долгорочен нискоеглероден раст на државата. И конечно, она што преостанува, може би следниот слайд, последниот, е дека наодите од Националниот план за адаптација, кој што ќе следува со изработка, ќе бидат пресликани во некоја следна ревизија на националните поднесоци кон договорот од Париз. И ако направиме споредба, значи на SDG целта за климатски промени 13 спрема под целите, точно може да се види степенот на усогласеност на сите наши стратешки документи и од аспект на ЕУ, значи долниот дел е со ЕУ поврзан и целите кои што се од стратегијата со UN целите. Значи тоа е наша, да кажам, една како долгорочна визија, да имаме висок степен на усогласеност помеѓу овие два приоди. И последниот слайд, она што останува, значи како домашна задача, е да се направи една од поважните работи, така наречен clearing house. Следниот слайд, clearing house на кроссекторските адаптациони мерки за надолу, не нагоре со слайдовите. Надолу реков. За да се споделат што е поголем број, не предходниот, за да се споделат што е поголем број на информации. Кај further work го испуштивме слайдот на ете така. Значи мултикритеријални анализи за приоритизација, за што ќе следи предавање од професорката и потребата за таква приоритизација, подготовка на сеопфатна стратегија преку НАПОД, подготовка на кроссекторски адаптациони акцијски планови со финансиски механизми, со механизми за имплементација. Многу битен фактор веб платформата за споделување на информации за адаптација, затоа што знам дека особено на засегнатите страни овој аспект е многу битен, на едно место да бидат
сите достапни информации, особено за аспектот на адаптација, затоа што тој е оној кој што повеќе го чувствуваме сите ние, него аспектот за намалување и проценка на можност да во следните циклуси на ревизија на нашите NDC-а вклучиме и адаптациона компонента заради можност понатаму за инвестиции и во тие компоненти. Затоа што за нас како Министерство NDC-то служи како инструмент и за не и за, туку за зголемување на инвестициите за обезбедување на нискојаглероден раст и развој. Тоа беше накус со Маја пред протрчување низ аспектите на адаптација. Сакав да само тие две пораки да ги пренесам, дека апсолутно се подеднакво важни двата аспекти, како и митигација, иако може би на прв план заради законодавството делува дека митигацијата е поизразена во нашите природи, меѓутоа тоа не е така. Она што верувам дека ќе го постигнеме со идниот закон и со идната стратегија е токму тоа и да го докажеме дека адаптацијата е многу важна за нас како држава која што е дел од еден многу ранлив регион. Благодарам. Останувам тука за следни прашања. Благодарам. Благодарам, Теодора. Секогаш има доста да ни раскажи што се случува, што не чека, колку работа имаме. Ама тоа е секогаш некако спакувано дека we got it. Значи, дека ќе се истуркаме и се надевам дека се што треба во рамките на усогласување на сите наши регулативи, дека ќе го завршиме, а исто така и се надевам дека имаме многу добар документ од стратегијата за клима, како и законот за климатска акција, кој што сите нели го очекуваме со нетрпение. Понатаму следен Само да се извинувам, значи апсолутно заборавив да кажам, почит кон сите присутни, навистина добра бројка на присутност. Би сакала да гледаме во нас, во Министерството, во мене, партнери за спроведување на сите овие наши заеднички заложби. Не опоненти еден на друг, туку партнери. Благодарам. Благодарам уште еднаш, Теодора. А сега продолжуваме со Столе Ѓорѓиев и неговата презентација за сите оние кои што се малку назад со материјалот и со со поимите за адаптација и што све таа подразбира. Па сега малце Столе ќе не врати на основите, за да може многу поубаво и поконкретно да ги разбереме сите следни планови кои што треба да се работат и да се спроведуваат во државата. Столе ќе ни ги раскажи основите на адаптацијата. Повели, Столе. Благодарам, Маја. Благодарам на поканата да бидам дел од овој настан и да учествувам на ова презентација. Маја да ја презентирам тука на ова кратка обука, која што е наменета за климатските промени за адаптација. Најпрво ми представува чест да присуствувам и да споделам знања кои што ги имаме стекнато заедно, кои што ги имаме работено со Медиоконтент до сега на оваа тема кои што се климатски промени. Иако за една ваква обука би требало да речеме некој си повеќе време, некои многу дводневни, тродневни обуки и никош не е доста да се зборува за темата климатски промени, посебно адаптација на климатските промени. Јас ќе пробам за овие 20 на минути да чисто да ги заинтересирам овие учесниците кои што се за да можат да ја полесно разберат проблематиката со климатски промени и адаптација. Да се представам, Столе Ѓорѓиев, инженер за животна средина, кој што неколку години уназад работиме на темата климатски промени поврзано со Медиоконтент на различни активности до сега. Која е целта на оваа моја презентација? Воведување во адаптацијата кон климатските промени, оценка на ранливост кон климатските промени, оценка на влијание на климатските промени и оценка на адаптивен капацитет. Чисто овие како термини да ги разработиме, за да можеме потоа моите колеги кои што се тука пред професорката Наташа Марковска ќе
ќе зборува и за какви мерки конкретни можат да се планираат или да се приоритизираат поврзани со климатските промени, односно со адаптација на климатските промени. Јас ви ја почнам мојата презентација со оваа фотографија, едно класично клише кое што го користам многу пати. Ова е фотографија, се вика Сината џамлија, кој што е една од најпознатите фотографии на планетата Земја, сликана на 7 декември 1972 година од екипажот на Аполо. Зошто почнувам оваа презентација сега, барем можеби единствената планета на кој што има жив свет или живи организми кои што обстојуваат на оваа планета и пред се благодарение на една обвивка која што се наоѓа околу планетата Земја, тоа е атмосферата и можеби единствена планета која што има ваква атмосфера и ваква обвивка со ваков состав, за да ги овозможни токму овие услови за живот кои што се на планетата Земја. Ако ја споредиме оваа фотографија, ќе видите дека атмосферата иако изгледа многу голема на планетата Земја, сепак во споредба со димензиите и површината на планетата Земја изгледа како една кора од портокал, која што е кората на портокалот. И сите процеси кои што ги знаеме, атмосферски појави, кои што не се познати и видливи на целото човештво, се случуваат токму во оваа обвивка. Знаеме дека чисто дека атмосферата е составена од неколку слоеви: тропосфера, стратосфера, мезосфера и екзосфера. Тропосферата е оној дел кој што е некаде до 20.000 метри над површината на Земјата и сите метеоролошки, временски појави, атмосферски појави се случуваат токму во овој дел. Составот на атмосферата нема да навлегувам, нели сите знаеме тоа што е достапно познание, дека најголема количина е азотот и други соединенија и гасови кои што со придружени со водена пареа, кои што се обвиени и обвиена планетата Земја. Таков состав ги овозможува воздушните маси кои што се во постојана циркулација и движење и придонесуваат да може да има и жив свет на планетата Земја. Односно, преку тие воздушни маси ги знаеме и сите временски атмосферски појави, како што се врнежите, кои што циркулацијата на водата и циркулацијата на воздухот во обвивката во атмосферата. Потоа, еден од другите фундаменти за да може да има жив свет на планетата Земја е енергијата која што е присутна и ја дава и ја има на планетата Земја. Едно е зрачењето на самата планета, кое што од јадрото на самата планета, меѓутоа тоа не е толку доволно. Другото е кој што главен извор за енергија е сонцето и сончевата радијација. И благодарение на тоа и благодарение на гасовите кои што се наоѓаат во атмосферата се задржува една константна температура на Земјата која што овозможува услови за живот. Таквата енергија која што е пренесена на планетата Земја се формираат и топлинските појаси во зависност од и се распоредени во 5 топлински појаси кои што во зависност од распоредот на копното и приближувањето кон половите на планетата Земја се распоредени умерени континентални, умерени појаси, поларни појаси и така натаму, кои што се присутни и ја контролираат температурата на Земјата. Сега да кажем што е клима, пошто темата, основата да ја поставиме. Зборот клима доаѓа од грчкиот збор клино, што значи наклон или инклинација, односно агло под кој основните сончевите зраци паѓаат на Земјата, и вака најголем дел од античките филозофи сметале дека сонцето како извор на светлина и топлина е главна причина за сите атмосферски појави и процеси, што до некаде и е така и до ден денес. Со тоа што кои ќе се дадат дефинициите за клима, тоа ви значи дека е просечна статистичка метеоролошка состојба над одредена област, регион или површина, условена од температурата, влажноста на воздухот, атмосферскиот притисок, движење на воздушните маси и останатите атмосферски појави за одреден временски период кој што најчесто се препорачува да е од 30 годишни низи,
Ова е договорено 1935 година на состанокот на директори на Светската метеоролошка организација, одржан во Варшава, каде што кога го дефинирале колкав тој период треба да изнесува, одлучи да биде 30, иако после тоа неколку пати се прават промени, каде што се даваат низи за, доле се прикажани, за неколку периоди од 30 години, па е направена корекција на ваквите низи, со нова низа, каде што од 56 година и потоа негде 67 година препораката е да биде за 10 години, меѓутоа се уште важи правилото и кој што се практикува на светско ниво и научната јавност го прифаќа, кај 30 годишни низи се доволно за да се утврди една климатска состојба на одредено подрачје. Сите тие параметри средорочни параметри да бидат евидентирани и потоа да се следи дали има некакви промени или отстапувања. Покрај тоа има и други климатски фактори кои што ослабуваат климата и да речеме и модификатори на климата. Тоа е значи сончевата радиација, земјината ротација и револуција околу сонцето, распоред на потното и морето, морските струи, надморската височина, релефот на теренот, биосферата и снежната површка, составот на атмосферата и циркулацијата на воздушните маси, географската локација е исто важен фактор, климатски фактор, и човековите активности како последен фактор кој што дефинираат каква клима ќе има на одредено подрачје и на глобално, да речеме, и на микро локално ниво. Со оглед на тоа, сега постојат, како што и научната јавност, неколку 5 климатски зони се дефинирани на планетата Земја: тропска, сува, умерена, континентална и поларна, и секоја има подзони во самите климатски зони со подзони кои што се поредуваат врз одредено подрачје. Сега, да го дефинираме и терминот климатски промени, тој се однесува на отстапување, колебања или било какви аномалии на претходно циклично повторувачки состојби во климатскиот систем на дедно ниво или во одредена климатска зона или над одредено географско подрачје. Ова е така некоја сублимирана дефиниција, вие може да најдете доста дефиниции по интернет, меѓутоа или по науката, меѓутоа ова е сублимирана кој што ја прифаќаат и на Светската метеоролошка организација. Сега теории постојат повеќе зошто се случуваат овие промени. Има теории и хипотези дека се астрономски, поврзани со промена на елементите на земјината орбита, поместување на ротацијата, наклонот на оската на ротација на земјата. Ова некои астрофизичари го имат и докажани математички дека има отстапување на наклонот на земјата, ама тоа е еволуционно неколку милиони години наназад. Другите теории се физички теории и хипотези, каде што е промена на сончевата радиација, промена на составот на атмосферата, промена на процесот на атмосферата, кои што ги вклучуваат и човековите активности. И третата теорија и хипотеза е дека се поврзани со геолошко-географски теории и хипотези, поврзани со тектонските процеси на земјата, распоредот на копното и на морето, на површините и така натаму. Горе-доле можеби скоро сите се точни, меѓутоа најприфатливи се физичките теории и хипотези и дека општо е земано науката која што се занимава дека и истражува влијанието на човековите активности врз климатските промени. Таквото влијание најчесто се мери со емисијата на стакленички гасови, каде што концентрацијата е забележена дека од година на година, од ден на ден, се повеќе се зголемува пред се освободувајќи фосилни горива и освободување на стакленички гасови во атмосферата. Ова научната јавност ги пред неколку години, да речеме, ги засегнало и веќе е дефинирано и математички е поврзано и докажано каква врска има зголемувањето на емисијата на стакленички гасови во атмосферата и каква е врската помеѓу тоа со зголемување на глобалната температура на Земјата. Овие се податоци најпоследни е од вчера, значи февруари 8 2021 година, каде што 416 милиони делови се измерени на емисија на стакленички гасови, кој ќе погледнете оваа табелата, постојано расте, а тоа значи дека ако ја погледнеме оваа табела историски, наназад го достигнавме врвот кога е зголемена таа емисија на стакленички гасови на глобално ниво,
Дали тука ќе застанеме, не верувам јас лично, и тоа и понатаму ќе расте, но со која брзина ќе треба нели годините и да ги мериме, или доколку не се преземат мерки за во иднина тоа да порасне уште повеќе. Сигурно дека има проблеми со тоа. А еден од главните проблеми е каде што има глобална температура. И аномалијата, ако видите дека последните 10-20 години температурата, па и 30 години, веќе температурата е покачена за 1 степен на глобално ниво. Покрај тоа би сакал да збориме исто и за климатски варијабли и климатски промени. Кога збориме за климатски варијабли, тоа значи дека ги опфаќаат отстапувањата, екстремите од климатските појави од просекот на највисоки и на најниски температури. Ако погледнете ваквата сликата од десно, ова е една замерење на температурата на Скопје. Пиковите кои што се оние врвовите или најниските точки, тоа се тие варијабли кои се инцидентни и се екстремни и кои што се евидентирани, додека климатските промени се поврзани со трендовите на отстапување на девијациите на просеците на варијаблите или на екстремите. Тоа е таа подебелата црвена линија и по тоа се следи како оди таквата и дали има евентуално и какви промени има. Зголемувањето на глобалната температура, кој што кажав, предизвикува различни влијанија и појави, метеоролошки појави или зачестување на таквите појави, кои што претходно не биле евидентирани дека толку често се случуваат. Например, зголемување на бројот на појава на урагани, зголемување на пожарите, опустинување, топење на мразот, исчезнување на одредени видови, поплави. Тоа сето ќе придонесе до недостиг на храна, сиромаштија, топлотните удари, екстремни ниски температури, кај што се случуваат поларни вортекси, и сега се очекува над Европа еден поларен вортекс кој што се спушта веќе јужно од север према југ, така да сите овие, тоа значи дека климата има измени од оно кое што е на период од 30-60 години уназад е евидентирано. Што може да се направи? Може да се направи акции за убlažување на климатските промени, или тоа така наречена митигација, или акции за прилагодување и зголемување на отпорност кон климатските промени, или адаптација, или и двете, тоа што го спомна Теодора, значи не може одделно едно со едно, може сигурно треба овие две комбинирано и паралелно да одат, од една страна да се намалуваат емисијата на стакленички гасови и убlažување на климатските промени, од друга страна да оди кон адаптација, да се оди кон адаптација. Што значи адаптација кон климатските промени? Согласно програмата за климатски промени на Обединетите нации, дефиницијата е дека адаптацијата се однесува на прилагодување во еколошки, социјални или економски системи како одговор на реалните или очекуваните климатски промени и нивните ефекти или влијанија. Тоа се однесува на промени во процесите, практиките, структурите, облажувањето на потенцијалните штети или за да се искористат за можности можностите кои што ќе се створат од климатските промени. Со други зборови, земјите и заедници треба да развијат решенија за мерки за адаптација и да спроведат акции за да одговорат на влијанието на климатските промени што веќе се случуваат, но и да се подготват за идни можни влијанија од климатските промени. Ова ја оставам линк за ако сакате да видите и да прочитате малку повеќе на оваа проблематика. И затоа програмата за климатски промени на Обединетите нации дава еден модел, една методологија како тоа треба да се спроведе преку процесот на адаптација, кој што има 4 фази. Една од фазите е најпрво да се направи оценка на влијание и ангелност кон ризиците, развивање на план за адаптација, спроведување на акции за адаптација, следење, еволуација, адаптација и пак повторно да се повтори целиот процес. Тоа впрочем и го спомна Теодора дека Македонија имаше направено еден план за климатски промени, втор план, третиот план, еве сега се спрема четвртиот план. Тоа е значи циклус кој што постојано расте и се постојано собираат информации, се обновуваат, се апдейтираат, се ажурираат податоците поврзани со климатските промени и се ажурираат и мерките, да речеме, кои што би били. Најпрво започнеме за оценката на ранливост. Ранливост е степенот до кој одредено нешто, систем е подложен и не е во состојба да се справи со неповолните ефекти на климатските промени.
вклучувајќи ги климатските варијабли и екстреми. Односно, анализа на климатските влијанија, адаптивниот капацитет, анализата на климатските влијанија во комбинација со адаптивниот капацитет се нарекува оценка на ранливост. Оценката на ранливост генерално служи за да се постигне две цели: да се утврди кои ресурси, системи, сектори или нешта можат да бидат најранливи или да се разбере зошто нештата се ранливи на климатските промени. Зошто е потребна оценката на ранливост? Резултатот од оценката на ранливост може да се употреби за подигање на јавната свест за заканите од климатските промени, да се определи како климатските промени и варијабли може да имат влијание врз постоечките или идни развојни политики, стратегии, програми, планови или проекти, па и општо врз животот како ќе се однесува на населението, да се идентификуваат области или сектори кои би биле особено погодени и ранливи и дава информации за идентификување и дизајнирање на развивање на планови за намалување на влијанијата на ранливоста или за екологија на адаптивниот капацитет. Тоа е негде во фазата пред развивање на планот, се спроведува во 4 чекори. Прво да се дизајнира самата оценка на ранливост, да се определи целите на оценката на ранливост, обезбедување на неопходна информација и ресурси, анализа на потенцијални влијанија, вториот чекор, оценка на изложеност, оценка на чувствителност, анализа на адаптивен капацитет и споредба на резултатите и анализа на самите добиени резултати. Вака некако оди оценката на ранливост, што ги опфаќа овие. Анализата на влијанија е поврзана со климатските промени и варијабли. Прво се оценува изложеност, степенот до кој нештата се под влијание на одредено климатски стресор, нивната чувствителност, степенот до кој нештата изложени на одредениот стресор можат да ги поднесат влијанијата или ќе бидат нанесени сериозни штети доколку е изложено на одреден климатски стресор. Ова заедно го дава потенцијалното влијание на климатски стресор врз нештата или системите или животот на граѓаните, додека во комбинација, ако се оценува и нивниот постоечки адаптивен капацитет, односно колку се способни нештата да се прилагодат на климатските влијанија или да се справат со последиците или да ги искористат можностите од климатските влијанија, во тоа се дава ранливоста или колку е нештата се ранливи кон климатските промени или не се ранливи. За да може ова да се направи, анализата на влијанијата со цел да се карактеризира, постојат или се дефинираат прво кои се ресурсите, односно на што ќе се прави таквата оценка на изложеност, од пример од патишта, природни почва, вода, флора, фауна, жив свет, образование, работна сила. Значи анализата може да се направи на сите сектори генерално поотделно колку тие се изложени на одреден стресор. Господна зборот стресор, важно да ги кажеме, главните стресори кои што се климатски стресори се промени во временскиот распоред и количините на врнежи, промени во температурата, екстремни временски настани, бури, ветрови, поровни дрождови, поплави и ерозии, суши, долготрајни суши и топлотни и поларни бранови, кои што се овие климатски стресори и како сите тие имаат како влијание. Додека од друга страна има и неклиматски стресори кои што не се директно поврзани со климатските промени, меѓутоа тие како катализатори можат или да го забрзат процесот да го зајакнат процесот на влијание на импактот на штетата која што може да ја придонесат или да го успорат таквиот, и затоа се прави анализа и на тие неклиматски стресори. Најважно нешто е да се определат трендовите, кога се дефинираат стресорите, за да се дефинира ранливоста, да се определување на трендовите и можните стресори, сценарија на стресорите. Кога станува збор за промени во температурата, ова е една табела за Македонија во третиот национален план, ќе ја видите како одат трендот на температура, и ако погледнете дека од 51 до 2000 година имало некој тренд на намалување на глобалната температура во Република Македонија, меѓутоа од 2000 година наваму има покачување на глобалната температура, мислам на температурата во Македонија, на среднорочните температури е забележено покачување. Истото согласно тоа, со сценаријата кои што се дадени во националниот план, се очекува во Македонија дека
помеѓу до 1 степен да се покачи температурата до 2025 година и веќе мислам дека го имаме постигнато, бидејќи на глобално ниво е постигнато, така да тука сме на микрорегионално сигурно. До 2 степени до 2050, 3 степени до 2075 година и 4 степени до 2100 година. Ова се проекциите и сценаријата кои што се дадени од третиот национален план, на кои што работеа сериозни стручни лица и експерти за води неземирането пред со од управата за метеорологија на Република Македонија. Документот може да го најдете исто на овој линк. Потоа промени во временскиот распоред и количините на врнежи. Ова ќе го видите, тоа се трендови извадени за мерна станица Струница. Ќе видите дека годишните врнежи имат благ тренд на опаѓање последните години. Малку има една аномалија од 2000 година до 2010, каде што се забележува мало зголемување на врнежите, но тоа не значи дека тоа треба уште да се следи дали ќе продолжи таквиот тренд. Еве за ова варијаблите и за отстапување, нова слика за мерната станица во Струмица, ќе видите дека јануари 2020 година вкупните врнежи биле месечни 9 литра, 9,25 литра, додека од 21 година има 152 литра на врната на метар квадратен. Овие се тие девијации и отстапувања од нормалните просеци кои што ги прават проблемите поврзани со климатските промени. Значи, согласно сценаријата се очекува дека во Македонија врнежите да се намалат количините врнежи до 3% до 2025 година, до 5% до 2050 година, до 8% до 2075 година и некои 13% најлошите сценарија се до 2100 година. Овие се сценарии кои што се разработени за потребите на националниот план за климатски промени на Република Северна Македонија. И исто тука може да се следат трендовите за топлотни и поладни бранови. Ќе погледнете дека последните години има доста зачестување и повеќе дени траат овие топлотни бранови кои што навистина прават или може да имат сериозни влијанија врз развојот и врз животот на луѓето. Исто се намали бројот на топлотни и на ладни поларни бранови, меѓутоа нов феномен кој што се појавуваат тие поларни вортекси кои што многу често се спуштаат од северниот пол, се спуштаат на јужно и предизвикуваат ниски температури на планетата Земја, пред се поради зголемување на глобалната температура и интензивно мешање на воздушните маси кои што го истиснуваат ладниот воздух од поларниот пол од Арктика. Вака изгледа една табела која се пополни целосно за овие влијанија и оценки и на чувствителност и изложеност на климатските стресори, но да не должа многу. Согласно националниот план во Македонија се дефинирани неколку сектори кои што се ризични или подложни на влијанија. Тоа е едниот сектор земјоделието и се претпоставува дека најранлива земјоделска зона е регионот околу Повардаријата, особено областа на устието на реките Црна и Брегалница со реката Вардар таму кај Кавадарци. Кој се виновата лоза е најважна култура во регионот и се очекува дека се доста чувствителни. Доматот како градинарска култура е исто чувствителна кон влијанието на климатските промени. Јаболкото во Преспанско-Охридскиот регион, особено во Ресен, се очекува да биде и е многу ранливо на климатските промени. И исто луцерката како култура со многу години бидејќи во доста потреба од вода, а се намалуваат количините на врнежи, се очекува дека ќе веќе има влијанија од климатските промени. Тука се дадени некои од мерките за прилагодување, значи можно е за оние кои што имаат систем што заврши само од врнежи, практикување на генетска селекција и селекциски мерки, примена мелиоративни мерки, подобрување на агротехничките мерки. Ова детално можете да го видите во националниот план, каде што се детализирани сите мерки кои што се предвидуваат за справување и прилагодување во земјоделството. Потоа ранлива група е биолошката разновидност, скоро секаде на територијата на Република Македонија се очекува да имаат сериозни влијанија климатските промени, посебно трите природни езера
во Македонија и се очекува да се одрази врз животинскиот свет, кој што е постоечки животински биодиверзитет на територијата на Република Северна Македонија. Предложени се неколку мерки во самиот национален план за справување со климатските промени. Еден од најпогодените сектори, посебно и поврзан со човештвото, е здравството, бидејќи се очекува да зголемување на потхранетоста и слични нарушувања, вклучително нарушувања поврзани со детскиот развој, зголемување на бројот на луѓето кои смртно ќе страдат или ќе претрпат болести и повреди од топлотни бранови, поплави, бури, пожари и суши, смртни случаи предизвикани од студ, такви се зголемување на кардиореспиративниот морбидитет и морталитет поврзани со тропосферскиот озон. Овој се сите поврзани со климатските промени, дури се мисли сега се истражува дали пренесувањето на векторските пренесливи болести, кој што е сега случајот со COVID-19, климатските промени можат да го интензивираат, да го забрзат таков пренос на таквите, мислам, можат дали COVID има врска, ќе покажат резултатите претпоставам наредните години, каде што ќе се поврзи дали има оние кои што се подрача погодени од климатските промени може да бидат поранливи за вакви пандемии. Има неколку мерки кои што се предложени за здравството и прилагодување. Пред се може да кажам градење на интегриран, ефикасен и ефективен пристап за превенција, рано предупредување и справување и намалување на последиците од климатски промени од топлотни бранови и други мерки кои што мислам дека сега оваа пандемија може ќе го стави на по-голем приоритет, за да биде по-спремно да се може би треба да се дефинират и некои протоколи кои што се поврзани кога се работи со варијабли или екстреми поврзани со климатските промени. Доста мерки, да не ги читам сите. Еден од секторите кои што доста ќе биде погоден, тоа е туризмот. И планинскиот и јазерскиот туризам се најатрактивни нели дестинации на Македонија, меѓутоа посебно кога станува збор за планинскиот туризам, потопот и зими и пожешките лета вршат многу голем притисок врз туризмот, но особено врз зимскиот туризам и ќе има проблем на сите оние места каде што снего се задржува под 1400 метри, се очекуваат стварно проблеми и еве тука ќе видите согласно националниот план кој што е дефиниран. Ќе видиме сега во четвртиот, сигурно ќе го потврдат истото, дека Крушево и Маврово се со висок ризик поврзани кога станува збор за климатските промени и така натаму. Мерките, во интерес на времето нема да ги читам, презентацијата ќе да видите. Друг сектор кој што исто доста поголем, тоа се водните ресурси и развиените сценарија за влијањето на климатските промени врз водните ресурси покажуваат дека водниот биланс се очекува има тренд на намалување на водните ресурси и опаѓање на врнежите и затоа ќе се намалува количината на достап на вода, па и за пиење, и за наводнување, но и за биолошки минимум на организмите, нели запазување на биолошкиот минимум. Тука се очекува дека достапноста на водата во 2100 година ќе се намали во просек до 18% се сценаријата. Значи, потребно е спроведување поригорозни стандарди за проектирање на секој домаќинство, подобрување кој што изграда на нови системи за водоснабдување и за вода за пиење во руралните средини, обновување на постојните изграда на нови системи за заштита од поплави. Имаме еден многу голем проблем со пороите, каде што период каде нема врнежи, а наеднаш за кратко време наврнуваат огромни количини на врнежи, каде што предизвикуваат и сериозни поплави, посебно во, може да кажам, не само во југоисточниот плански регион, туку и на територијата на цела Македонија. Тоа што беше случај, да речеме, и во Скопје поплавата пред неколку години и во другите региони, каде што за краток временски период наврнуваат огромни количини на дожд, кој што скоро може да биде за 3 месеци, кој што е просекот за врнежи, да се случи за 2 сата или да речеме за 4 часа. Тоа се проблеми кои што се исто поврзани со климатските промени. Само да спомнам за иницијативи и активности кои што досега беа спроведени. Милио Контакт работеше на оваа проблематика, досега имаме работено со 14 општини каде што се направи акциони планови за адаптација на климатските промени од 2012 до 2016 година. Нормално новија планови сигурно ќе треба и ревизии, ќе треба и да се ажурираат ваквите податоци, меѓутоа беше како иницијатива
оттикнато баш за адаптација. Еве некои од мерките кои што беа спроведени во тоа време, значи расчистување на речните корита, посебно заради спречување од поплави и уредување на порои, обновување на водоснабдителен систем во село Студеничани, каде што за достапност на посебно рурална средина, за достапност за вода за пиење за населението, подпорни зидови за управување со ова речи го со клижишта и така натаму. Јас би ве повикал во интерес на времето да ги посетите веб страниците Климатски промени МК, ги ставив тука наведно во презентацијата и линковите се активни за сите вие кои што ве интересира повеќе оваа проблематика и кои што ве поттикна да почитате нешто повеќе, да научите нешто повеќе за да се најдат во иднина. Ќе најдете на климатски промени ранливост, чувствителност на различни сектори на климатските промени, каде што се дефинирани сите ризици и анализи кои што се направени за Македонија согласно третиот национален план. Климатските сценарии ќе ги најдете исто таму на овој портал. Можностите за адаптација во ранливите сектори исто ќе ги најдете на овој портал. Ви благодарам на вниманието. Мислам дека нешто доловив, иако многу кратко време за се објасни целата ова проблематика која што е поврзана со климатските промени, но стоиме и понатаму на располагање и друг пат да се организира некој друг настан. Благодарам. Благодарам, Столе, за исцрпната презентација, за давање на супер основи и вовед за оние кои што помалку се запознати со адаптацијата кон климатски промени и општо со некакви основни параметри и податоци. Следен на ред е Даниел Јосифовски од кабинетот на заменик, како беше тоа? Секогаш ги мешам. Кабинетот на вице-премиерот за економски прашања. Даниел ќе ни се обрати, ќе ни раскаже малку за перспективите, за националните перспективи за адаптација и ќе ни раскаже за она што од кај нив може да очекуваме и што може да се случува во иднина и како ние уствари ќе го оставам Даниел да ни раскаже што има да раскаже, а не јас. Столе, колега, написе една чаша вода заслужи олку немаш одамна зборувано. Даниел, повели. Благодарам, Маја. Се надевам дека успешно може да ме слушнете. Најпрви јас би сакал да се заблагодарам за поканата која што беше упатена до кабинетот на подпредседателот за економски прашања, кој што воедно е и национално назначен орган за координација на активностите поврзани со Зелениот климатски фонд, да се обратам пред онлайн присутните, да ги поздравам сите присутни. Сега ќе се обидам да го споделам екранот, ќе изгаснам камерата со цел квалитетот на врската да биде по-добар. Дали сте во можност да видите презентацијата? Предпоставам дека споделувањето е успешно. Супер. Значи, најпрво да се представам, значи јас сум Даниел Јосифовски, работам во кабинетот на подпредседателот за економски прашања, заедно со тимот кој што е во рамките на кабинетот, со колегите работиме на искористување на можностите на Зелениот климатски фонд во различни сегменти за справување со предизвиците од климатските промени. Нормално, целиот сегмент за справување со климатските промени ние го гледаме на похолистички пристап, односно одреден сегмент што климатските промени можат да овозможат на нашето општество да постигне одржлив развој и нормално сето тоа насочено преку призмата на агендата за одржлив развој 2030 и целите за одржлив развој на Обединетите нации. Токму во таа насока и
предходните говорници Теодора напомена дека целта за одржлив развој 13 има дефинирано подцели и таргети кои што би требало светот да ги постигне до 2030 година и нормално ние како аспирантка членка за Европската Унија не ги гледаме само целите како засебен сегмент само како обврска кон Обединетите нации, туку истите ни се во корелација со она што од нас се очекува како идна членка на Европската Унија. Сето ова, целиот процес е заокружен преку договорот за клима од Париз, и врз основа на тој договор за клима од Париз, државите успеа да го воспостават зелениот климатски фонд, за кој што во следните слайдови повеќе ќе елаборираме. Многу ми е мило што токму двата претходни говорници, Теодора и Столе, во неколку наврати напоменаа дека митигацијата и адаптацијата не може да ги разгледуваме како одвоени процеси, иако можеби свеста се уште во таа насока не е доволно развиена, сепак тоа се два многу тесно поврзани процеси кои што ние како држава, вклучително не само владата, туку и сите останати чинители, треба паралелно да ги развиваме и да ги градиме капацитетите. Зелениот климатски фонд е една од алатките преку која што ни стои нас како држава, како можност да одредени аспекти во сегментот на адаптација ги финансираме. Значи, Зелениот климатски фонд беше формиран со цел развиените држави и оние глобални финансиски институции кои што сакаат дел од својот капитал, дел од своите средства да ги стават на располагање на неразвиените држави, државите во развој, всушност оние кои што се најранливи на климатските промени, да им се овозможи ваков механизам средствата да бидат глобално менаџирани за да може истите да преку различни проекти да пристигнат до неразвиените, развиените држави, вклучително и до нашата држава. Овој сегмент кој што е означен националниот план за адаптација, односно средствата кои што Зелениот климатски фонд ги одвојува за корисниците за изработка на национален план за адаптација, е еден од неколкуте сегменти кои што самиот фонд увидел дека се потребни за да можат државите, општествата, заедниците да се справат со климатските промени. Столи имаше доста успешна, сакам да кажам и многу детална презентација во однос на тоа што значат климатските промени, кои аспекти зошто ни се значајни нас, она што ние би сакале да го постигнеме е похолистички пристап, односно сите сегменти да ги разгледуваме заедно, меѓутоа во исто време да сме свесни дека потребата за адаптација од место до место варира, односно дури на ниво на самата држава, во различни региони, во различни општини има потреба од различни адаптибилни мерки. Тоа е едниот сегмент, а вториот сегмент дека потребно е вклучување на сите чинители, односно не може одредени мерки да бидат имплементирани само од страна на еден сегмент од чинителите во заедницата, туку потребно е вклучување на сите засегнати страни, односно здружување на силите, ако може така да се изразиме. Дополнително на се това, значаен сегмент е тоа што се обидуваме веќе постојните механизми, реформи кои што се тековни, кои што системи кои што функционираат во државата, истите да ги направиме адаптибилни кон климатските промени, меѓутоа нормално да овозможиме простор за трансформацијски дејства, односно онаму каде што преку најразлични студии и анализи, како што беше напоменато, се увидело дека има потреба за целосни структурни реформи, истите да изнајдеме средства да се финансираат, без разлика дали преку Зелениот климатски фонд, дали од меѓународни, билатерални партнери, донатори или од националниот буџет или од буџетите на локалните самоуправи. Она што го напоменав и самиот на овој слайд може да видиме дека самиот Зелен климатски фонд, секторите кои што имаат потреба за адаптација како земјоделство, шуми, вода и така натака, кои што и во повеќе наврати претходно беа споменати, ги групира во неколку, во 4
во 4 области кои што меѓусебно се поврзани. Всушност, например, ако земеме една од областите, секторот здравство, храна и безбеден пристап до вода, всушност го гледаат како холистички пристап. Надвор од целиот овој сегмент, но сепак поврзано е и сегментот на ранливите категории, како издвоен сегмент младите и жените, вклучувањето на приватниот сектор и нивната можност за адаптација и превземање на дел од финансиските трошоци, како и вклучување на граѓанскиот сектор, медиумите и нормално сите останати чинители. Ние како национален орган за координација на активностите поврзани со Зелениот климатски фонд во соработка со UNDP започнавме процес на развој на проектна апликација кој што треба да ни овозможи имплементација, односно спроведување на одредени резултати преку Зелениот климатски фонд. Нормално во моментов целиот процес е во многу рана фаза, се уште сме на билатерални, да кажам, консултации, следење, добивање информација од Зелениот климатски фонд, што се би можеле да вклучиме во проектната апликација, меѓутоа и разгледување на меѓународни искуства, односно проекти и проектни апликации кои што веќе биле одобрени од Зелениот климатски фонд, за да можеме дел од тие сегменти да ги примениме и кај нас. Нормално во огромна соработка и поддршка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Она што би можел во моментов да го издвам, размислување и согледување што би вклучила апликацијата, се овие 6 булети, односно едниот столб би бил насочен кон воспоставување на национален координативен механизам кој што би се занимавал со сегментот на адаптација на национално ниво. Ова не значи дека тоа ќе биде посебен независен механизам од оние што веќе постојат. Може ќе биде и во склоп на веќе постоен тел, например Националниот комитет за климатски промени или Националниот совет за одржлив развој или некој друг сегмент кој што веќе постои на национално ниво, преку кој што сите засегнати чинители, институциите, единиците на локалната самоуправа, меѓутоа и другите чинители во општеството ќе може да се координираат и да делуваме заедно за да можеме во периодот што следи и повеќе да ги искористиме можностите на Зелениот климатски фонд, меѓутоа она што е најважно, да овозможиме нашето општество да ги достигне целите за одржлив развој и врските од процесот на интеграција во Европската Унија. Сето тоа ќе биде проследено и со изработка на национален план за адаптација, кој што, како што напомена и Теодора, е обврска не само за членството во Европска Унија, меѓутоа е обврска понатака и кон Обединетите нации, меѓутоа и значаен сегмент ќе ни го олесни процесот за пристап до средствата до Зелениот климатски фонд, кои што се насочени кон инфраструктурни зафати. Следен сегмент кој што исто така го размислувавме е вклучувањето на адаптацијата во процесите за просторно планирање. Во однос на ова веќе се започнати низа на активности заедно со UNDP и Министерството за животна средина и просторно планирање. Идејата е преку оваа проектна апликација да се овозможи овие сегменти да навлеза многу подлабоко во целиот процес на просторно планирање, па дури и на ниво на локалната самоуправа, односно работа со општините. Дополнителен сегмент кој што исто така го размислувавме за вклучување во проектната апликација е механизмот на собирање, следење и анализа на податоците. Тука морам да потенцирам, станува збор за надоградба на овој механизам кој што сега се користи од националните институции, да може истиот да овозможи подетално собирање, следење и анализа на податоци насочени кон сегментите на адаптација. Исто така и Теодора ова го напомена, превенција и справување со климатските ризици, односно колку државата и колку нашите локални самоуправи се во можност да одговора на ризиците кои што потекнуваат од страна на климатските промени и нормално воспоставување на одредени механизми, протоколи и процедури кои што ќе ни овозможат
како централна власт да ги следиме и да ги финансираме заздравувањето, односно санирањето на последиците при одредени неповолни климатски промени и нормално еден од најзначајните сегменти за сето това да функционира е подигнувањето на свеста во соработка со сите чинители. Токму од тој аспект би го поздравил уште еднаш овој настан и е доста значајно вакви настани понатака да се одвиваат, се со цел да можат сите чинители, вклучително и приватниот и граѓанскиот сектор, академската заедница, меѓународните партнери, медиумите, да бидат свесни во напорите кои што ни престојат, односно кои се активности треба да бидат превземени со цел општеството, државата да ја направиме што поспремна, поподготвена да може да се справи со предизвиците од климатските промени. Сега тука би завршил, би ве поканил доколку имате одредени прашања кога ќе дојде делот за дискусија, слободно да ги поставите. Во секој случај остануваме отворени за соработка доколку има и други прашања кои што кога ќе разгледувате презентацијата би ви инспирирала, слободно може да не контактирате. И тоа би било тоа. Ви благодарам. Благодарам, Даниел. Благодарам за многу брзо прифаќање на поканата да сте дел од настанот и за соработката за време на подготовката на истиот. Во моментот треба да имаме пауза. Сега Ало? Некој нешто сака да праша? Не. Во моментов почнуваме со делот пауза, арно ама МКМ нема да е МКМ ако не е малку поинаква паузата. За време на паузата имаме во агендата беше најавено како диско гимнастика. И јас сега нема ништо друго да зборувам, туку ќе го повикам нашиот како и секогаш. Тоа е тоа. Кој сака камера слободно нека уклучи, јас би сакал да се уклучите сите со камера, кој што може, така да ќе видите подобро, ќе се раздвижите во телото и ќе имате можност да го проследите целиот оваа конференција, целата оваа конференција на смејање. Друга работа, значи сакам само од вас да седнете исправено како ништо, просто едноставни вежби кои ќе го разбрдаат вашето тело, односно раменниот дел со вратниот дел. Така да, тоа е тоа. Значи, седнувате во права положба на телото, земате главата воздух преку носот, испуштате преку устата, двете раце ги кревате нагоре и се истегнувате горе кон таранот со двете раце. Еден, и издишваме, два, вдишваме, долу спуштаме двете раце. Два изтегнуваме, два спуштаме. Три, два, четири, два, пет, два, убаво изтегнете, шест, два, седем, два, осум, два, девет, 2, 10, 2. Двете раце ги ваќаме, значи горе ги издобрежуваме, и стегнете горе кон таранот, задржате во таа положба и спуштаме долу двете раце. Земете длабоко воздух, и спуштате преку устата, двете раце ги поставувате зад вратно. Земаме длабоко воздух, спуштаме, стегнуваме со главата и двете раки нагапред. Спуштаме воздух, главата оди само напред. И еден, два, изтегнуваме назад со лактите. Два, три, два, четири, насмевка на вашето лице, знам дека не ви секој не ви е, два, пет, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2,
10, 2. Двете раце одат странично, земаме длабоко воздух и спуштаме преку устата. Кренаме надоле, десна рака и спуштаме горе воздух. И 1, 2, изтегнуваме десна рака кон таванот. 2, 3, тие што се надвор кон небото. 2, 4, 2, 5, а тие што се негнати можат слободно кон фигур. 2, 6, 2, 7, 2, 8, изтегнете горе, 2, издишете горе, 2, 9, 2, 10, 2. Сменете рака другата и 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, изтегни горе, 2, 10, 2. Двете раце нагоре. 1, 2, 3, 4, 5. Спуштаме странично, земете длабоко воздух и спуштате преку устата. Двете раце ги поставувате зад врата. Земаме длабоко воздух, изпуштаме преку устата и се изтегнуваме само во лево. Кога изтегнуваме во лево, изпуштаме воздух. Значи, земаме воздух и во лево изпуштаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вземаме длабоко воздух, изпуштаме преку устата другата страна. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Изтегнете горе двете раце кон таванот. Спуштаме долу двете раце до телото, земаме воздух, изпуштаме преку устата и одиме со кружни движења со рамениот дел. Назад. Значи, 1, 2, 3, изпуштаме назад воздух. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обратно, однапред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Изтресете двете раце, земете длабоко воздух, изпуштаме преку устата, уште еднаш, двете раце се напред, доближаме се дваните една до друга, отвораме странично двете раце и си изтегнуваме назад колку што можеме. Кога ги изтегнуваме двете раце назад, изпуштаме воздух. За поголема екстензија на рамене. И 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2,
5 изпушти назад въздух. 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. Спущаме долу, вземаме главното въздух, изпущаме преки устата, още еднъж. Сега, диагонално изтегнуване на двете ръце на измерични. Двете ръце се напред и изтегнуваме диагонално с двете ръце. Погледнете. Един и два вракяме назад. Два обратно от другата страна. Два. Три. Два. Хубаво изтегни. 4. 2. 5. Хубаво изтегнете телото, за да имате по-голема циркулация. 2. 6. По-големо движение. 2. 7. 2. 8. 2. 9. 2. 10. 2. Спущаме долу, вземаме главното въздух и спущаме при устата. Десна ръка, кренете я горе и сипнете я в лактото. Дланката като допирне на петния стълб, односно вратото. С другата ръка пофайкаме лактото и го изтегнуваме зад вратото. Един, два, два, два. Майя не се смей тук вежба и 4. 2. 5, 2, 6, 2, 7, 2. Спущаме долу. Другата ръка я поставяме зад вратото, дланката, с другата ръка го факяме лактото и изтегнуваме. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, хубаво изтегни, 2, 6, 2, последно, 2. Спущаме долу, раздвижете малце двете рамена, назад хубави, неколко, одиме напред, неколко и одиме с обратния дъл да го изтегнем. Десна ръка я поставяте зад ушето, значи овде, дофайдате ушето и изтегнувате с десна ръка в десно. И 1, 2, хубаво изтегни. 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Сменете ръка. Одиме се другата страна. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Вземаме главното въздух, изпущаме при устата. Последна вежба. Кренете горе двете ръце. Странично ги пущаме и одиме напред. Един, ги прибираме двете лакти назад към градите. 2 ги спущаме долу. Кренете горе, изтегнете горе към тавана. Странично пущаме до пола. Одиме напред с дланките. Ги прибираме назад. Ги спущаме долу, колко ще можем да се изтегнат рамения дел. Ги креваме нагоре. Изтегнете, странично ги пущаме, одиме напред, изпущаме и задържате в оваа позиция, вземете главното въздух, изпущате при устата и на здравие да ви е часот, односно така. Значи, мило би беше, че се запознахме. Ова ќе ви помогне барем малце од ова седење што ги имате сега во моментот, за да се релаксирате и да замените од темата малце. Сега ќе се вратите назад пак со темата. Така мислам.
Мило ми беше и продолжете со ова темпо што го имате сега. Повели Маја. Фала за размрдувањето, фала за циркулацијава. Ми требаше, јас преска сум исчезнала, интернетот на село е многу слаб, се извинувам. А во интерес на времето и на завршување точно во определениот временски рок како во агендата, сакам да ја поканам нашата последна за денес говорничка, тоа е доктор Наташа Марковска. Ние сите се знаеме Наташа Маја, може да наставите хост или ко-хост? Да, го споделаме екран? Да, одма. Повелете. Не се уште не се. Треба да сте. Да. Да. Сега? Не. Ако не, па... Сега. Ја затоа што овде цело време не, значи... Александра Милекаут и Маја се хост и ко-хост. Еве сега сум. Момент само. Добро. Добро. Одлично. Мислам дека сега е во ред, така? Гледате? Да. Сега е ова. Кај беше? Така. Добро. Благодарам прво и за поканата и да учествувам на ова тренинг, обука за адаптација, иако ќе кажам дека јас мојот главен бекграунд е во областа на енергетика, а тоа е типично сектор кој што е сектор за ублажување или митигација на климатски промени. Но јас во овој дел ќе се обидам да зборувам за некои принципиелни работи кои што важат и во митигација, и во адаптација, и во сите други, значи ќе се оградам од тоа, ете мерки и сектори за адаптација беа коректно многу прикажани од претходните предавачи, но Столе претходниот предавач, но она што и како принципи и она што ќе ни помогне во градењето понатаму на ефективна стратегија и план за адаптација на многу начини беше споменато и од Теодора и од Даниел. И сега јас ќе имам лесна или тешка задача, не знам. Лесна од аспект на тоа што доста беше кажано, па треба само да сумирам, а тешка сега не, после сето ова мислам треба да сепак водиме сметка и за вниманието на луѓето и колку може да абсорбират и да речам не се баш поволни повторувања на некои работи. Но еве ќе се обидам накратко да сумирам со многу да речам одсечни заклучоци кои што ќе дадат со многу конкретни насоки за како и во која насока и треба да продолжиме со градењето на нашата национална агенда во областа на адаптацијата. Прво, кога ќе видиме, нели, зошто секој ќе се праша, да, зошто и досега. И тоа не е само, да кажам, пример во Македонија, туку и во повеќето земји секогаш некако како фокусот е да е ставен повеќе на ублажувањето на климатски промени, на смалување на емисиите, па и самиот Париски договор, целта е смалување на емисии, она главната. А да кажеме адаптацијата, да, ефектите од климатските промени, но тие се ефекти кои што имаат локален карактер. Значи, секоја земја различни ефекти сама си ги чувствува. И затоа прашањето на адаптацијата не е издигнато на глобално ниво, како што е прашањето со редукција на емисии, затоа што од интерес на целиот свет е било каде да се смалуваат емисии, ќе го имаат ефектот на смалување на климатските промени. И затоа напорите за смалување на емисии се глобални. Значи, нас како Македонија и текако не интересира што работи Америка или што работи Индија или Кина за смалување на емисиите и нив.
Меѓутоа, адаптацијата е прашање кое што е поставено на националните агенди на земјите, затоа што на крај краева земјите во една држава, жителите на една држава ги чувствуваат последиците и самите држави во своите национални агенди треба да го имат поставено ова прашање како нивните жители ќе се справат со климатските промени. И тука е огромната разлика од третманот на двете различни климатски прашања, кои што и од претходните говорници, но и по теорија, ако сакате, за климатски промени, значи не може да одат изолирано, туку се прашање кој бара прашања кои бараат интегративен пристап. Сега и како резултат на ова, ако видиме колку финансии јавни биле достапни за ова прашање, за решавање на проблемите со адаптација кон климатските промени, овие се, например, бројки стари од 2014, но јас не можам и веројатно и нема понове бројки. Значи, некаде на достапно финансии за адаптација, јавни финансии, значи не лични на ниво, значи јавни од различни фондови, биле 23 билиони американски долари. Но проценките колку треба да се вложува годишно во адаптација секоја година до 2030 се некаде 140 до 300 илјади билиони американски долари. И гледаме дека всушност она што е расположливо за финансирање на адаптацијата практично е ништо во однос на тоа колку треба да се вложува за да можеме да кажеме дека човештвото успешно се адаптира и се справува со климатските промени. И сега, ако довде што произлегува, значи ние можеме да имаме разни стратегии, планови и се, меѓутоа ако се подпреме само на јавното финансирање или чекаме пари од донатори или јавни државни буџетски пари, тоа ќе биде како капка во море, односно нема да биде доволно. Значи, клучно е уште од почетокот на планирањето на адаптацијската стратегија да го вклучиме приватниот сектор. Односно, да испланираме така адаптацијата да биде многу привлечен сектор каде што приватниот сектор ќе ги пласира своите инвестиции. Тука сега ова е, значи има различни типови на приватен сектор, од мали и средни предпријатија до големи предпријатија со преку 50 вработени провајдери, банки, ангел инвеститори во последно време, капитални провајдери на капитал и така натаму. И сите тие треба да најдат свој интерес и да бидат привлечени да го пласираат својот капитал во инвестирање во адаптација, за да на крај ние кажеме дека сме успешни во справувањето во успешни во финансирањето и во преземањето на адаптивни мерки. Без тој чекор, без правење на атрактивно поле за финансирање на приватниот сектор или уште како во теорија го викаат правиот сектор инвестмент, engagement, ние тоа не можеме ништо да постигнеме. Значи, или многу малку и тоа нема да даде никаков резултат. И UNDP доста го има осознато ова и доста работи, значи сега пак ова е на привлекување, односно правење на најповолни услови за ангажирање на приватниот сектор. Има развиено така наречена 3C рамка за ангажирање на приватниот сектор во адаптација. Сега во овој момент доволно е само да ви ја спомнам, да ја запамтите 3C рамка. Convening, Catalyzing и Capitalizing. Нема да одам во читање на сето ова. Convening се однесува на сите тие проекти и акции, значи на градење капацитети за климатска отпорност
и ние видовме, Даниел покажа убаво дека, односно Теодора, дека првите проекти ќе бидат со градење на капацитети точно во оваа област. И она што викаме меѓусекторска, интерсекторска, треба тоа прашање на адаптација да го интегрираме во сите национални и секторски стратегии, планирање и буџетирања, за да најдеме простор, например, да нешто навистина се направи во адаптацијата. Адаптацијата сама по себе како сектор никогаш нема да го добие своето значење нити приоритет. Меѓутоа, ако се вгради во стратегиите за води, во стратегиите за здравство и така натаму во сите вулнерабилни сектори, тогаш има шанси да таа и го добие она што го заслужува, а тоа е адекватното внимание и од аспект на човечки ресурси и действување, но и од аспект на финанси, и тоа е таа фаза на конвенинг. Така се почнува, значи првите проекти, може би со UNDP или со заедно и со други донатори, треба да ги осмислуваме во оваа фаза на конвенинг. Откако ќе створиме, значи ќе го популаризираме тоа прашање, ќе го вметнеме во други политики, следи фаза на катализација на тоа, и на крај, кога веќе ќе имаме и такви производи што ќе дадат, да речам, многу голема корист за самите приватни инвеститори и така, тогаш треба да се осмислат такви проекти кои што ќе овозможат на истите да капитализираат од нив. Тоа е околу идентификацијата, значи не зборев за конкретни мерки по сектори, тука не можам, не имам знаење, Столе убаво ги покажа кои досега се идентификувани секторски. Можеме ние сега уште понатаму да работиме на идентификација, имајќи го овој принципот на Nexus, тоа го кажа Теодора. Значи, тоа е експертско-техничка работа, да едноставно предложиме листа на технички мерки, меѓутоа не само технички мерки, и многу пошироки, и поминувајќи ни сите овие три фази, кои претходно ги објаснив, да направиме многу соодветен, ефективен план за адресирање на прашањето за адаптација. Сега, кога ќе имаме таа листа на проекти, значи, еве овде го гледате она квадратчето со розова боја, значи, имаме од води ги викаат тие и тие проекти ќе придонесат за адаптација. Од здравство, од сите сектори, значи, ќе имаме една листа во која што едноставно имаме најразлични проекти, меѓутоа, она што ние на крај треба да имаме, нели, една листа и ќе одиме хронолошки и временски кога и како ќе финансира, како и што ќе реализираме. Помине нивото на приоритизација и да излезе истата листа на идентификувани проекти, активности, мерки и политики, но сите тие да бидат подредени според приоритетите. Сега, клучно е не само за адаптација, општо за сега, значи, се оди кон тоа да во тоа приоритизирање не седне еден човек или експерт и онака како тој мисли дека овие проекти и мерки се важни па ги подреди, туку во тоа треба да се вклучат сите засегнати чинители, ги спомнавме кои се, нема тука што, ама сите треба да едноставно го изразат своето мислење по кои критериуми прво ќе ги приоритизираме овие мерки. Значи по кој што ние на некој мисли дека тука треба да се да има предвид само да кажеме не знам колку е инвестицијата, дали е голема, мала или например некој мисли дека прво треба само проектите со најниски инвестиции. Други мислат дека треба например најпрво да се приоритизираат да се реализираат проекти кои што ќе имаат ќе придонесат најголем адаптационен ефект.
Значи, и тоа треба да се слушнат гласовите на сите во врска со тоа кои критериуми, значи, треба да ги земеме во приватизација. Сега, кога ќе се договориме за листата на критериуми со сите чинители, треба да видиме сега, ќе речеме, аха, добра, ајде имаме 5 критериуми, сите сме согласни дека тие се, ама јас сметам дека инвестицијата е поважен критериум од тоа, да речеме, колку ова ќе направи адаптација реална во кога ќе се реализира. Друг мисли поинаку. Значи, исто така, луѓето треба да бидат прашани за тоа колку мислат дека некој критериум е важен. И врз основа на тоа да ја формираме тежинскиот фактор на секој од критериумите. И значи и по тоа прашање сите чинители треба да дадат одговор. И трето е, треба да и откако ќе ги утврдиме, значи, критериумите, нивните тежински фактори, и после тоа секој од нас, секој од чинител треба да ги оцени проектите по сите тие критериуми, од 1 до 5, што мисли. И на крај, кога ќе ги собереме, значи, сите овие инпути од стейкхолдерите, ние ќе сме во можност да ја редефинираме, да речеме, почетната листа и од ова розевата ја добиеме зелената листа. Сега тука ги кажав точно трите работи во кои треба да учествуваат чинителите. Овде имаме примери, најразлични, значи, критериуми за приоритизација при адаптацијата се, како што повеќе спомнав, инвестиции, афектирани популација, па колкав е рангот на влијание на таа адаптивна мерка, па колку таа адаптивна мерка е тешка или лесна или помалку тешка, повеќе тешка за имплементација и така натаму, нема да одам. Колку може да се мониторира, битен критериум, ти можеш нешто да правиш, ако не можеш да го мониторираш, значи како да не си го направил, туку нема да можеш да му го измериш ефектот. Многу мерки покрај тоа што ќе дадат значење за адаптацијата, ќе придонесат кон адаптација, тие имаат и други ко-бенефити, значи можеби ќе создадат работни места, можеби со самото тоа ќе се намали, например, загадувањето на воздухот. И сите на некој тоа му е важно за да може некој да ја приоритизира. Тоа се критериуми од кои што ние како група која ќе ја врши ова ќе треба да се договори кој од нив сметаме дека се најважни и по кој од нив ќе работиме приоритизација. Сега исто може да имаме и повеќе приоритизации, да речеме, по повеќе сектори. Ако сега сите ни се проекти само од адаптација од еден сектор е лесно, ама што ќе биде ако треба, например, за некаков климатски план и да приоритизираме помеѓу проекти и од адаптација и од митигација. И тогаш има други сект на критериуми кои што пак можеби ќе се направи приоритизација во адаптација, па во митигација и на крај уште една, да речем, приоритизација која што ќе ги приоритизира приоритетните од приоритетните. И така натаму. Но битно е дека секој треба да биде прашан за тоа кои критериуми, секој треба да биде прашан за тоа колку некој од утврдените критериуми е важен според негово мислење и секој треба да биде прашан што мисли по секој од критериумите, како од листата на почетни приоритети да го оцени по секој од тие критериуми. Така да ние комплетно ги имаме визиите на сите и последната приоритетна листа ни е произведена со сите. И сега еве ова е, да речем, има водич за методологија за приоритизација. Сите овие чекори и, да речем, аналитиката која е многу едноставна, таму што стои зад приоритизацијата, значи како се рачунаат тежинските фактори, како од оценките на проектите, кога секој човек ќе ги оцени, на крај се будира и сумарно се пресметува резултатот на секој проект и така натаму, нема да навлегувам во тоа, но важно е дека се почнува, значи, со анализа на стейкхолдерите, на чинителите, се кажува кои колку се битни. Прво ги набројуваме кои се, некој да не биде испуштен. Понатаму ги гледаме кој зашто и каков интерес има, каква моќ има, какво влијание има
И потоа ја спроведуваме таа така наречена партиципатори workshop, на кое што ја правиме таа приоритизација. Значи, за таа партиципатори workshop, значи, треба да имаме многу умешен модератор, кој што сам по себе ќе има многу знаење од самата предметна област. Ке може да им ги објасни на луѓето сите без практис критерии кои се земаат и да ги води низ процесот, едноставно да им појаснува се што не е јасно, да им објаснува како оди процесот и на крај да ги поттикнува да тие и едноставно да го влече од нив знаењето и мислењето и рефлексиите и она што е битно, например, ако некој работи во една институција има еден тип на знаење, во друга институција друго знаење. Значи, тоа сето различните знаења треба на крај ние да ги сплотиме и пренесеме во целата таа вежба за приоритизација, за да на крај кажеме дека да, оваа е приоритетна листа, ние е направена така да вградува ги вградува сите перспективи на сите чинители. Тоа веќе кажавме, ова е, да речеме, техничкиот и се разбира, ова веќе е направено, последното, значи таа UNDP, со подршка на UNDP, оваа методологија е направена со подршка на IT, значи посебно се поклопи со овој период кога сите работат онлайн, така да може да се искористи онлайн, може тука Пале ке каже и повеќе, ама мислам дека е добро во сите вежби за приоритизација веќе имаме и алатка, IT алатка која што може целиот овој процес да го поддржи и да на крај добиваме приоритетни листи онаму каде што ќе ни треба приоритизација. И за последно завршувам со ова, значи сега битно е дека не само да имаме планови, стратегии со најразлични мерки, определени финанси и се, како што и веќе кажав, ако ние не сме могни да измериме ефектот и да го пратиме прогресот на имплементацијата на секоја од мерките, како ништо да не сме направиле. Прво едно е тоа, значи сите донатори, тие бараат нели да може да кажеш да проектот толку и толку ќе придонесе, тоа е на почеток кога ги бираш пари. Меѓутоа и во фазата на мониторинг гледаме дали оние цели кои што сме ги задале се остваруваат или не. Значи затоа мора да имаме ефективни и адекватно избрани индикатори. Сега тоа за адаптација е навистина многу тешко и затоа и да кажам не нашиот. Кај нас да речеме ние можеби сме понапред во однос, но општо например кај убlažување на климатските промени индикаторот е да речеме колку ќе смали емисии на стакленички гасови. Овде тоа е многу секторско знаење и умешност да се најдат соодветни индикатори кои што ќе можат да го следат и прогресот и да речам и финансиите вложени, но и резултатите кои што ги дава. И тука тоа е последна, да речеме, но не најма, односно јас би рекла еднакво важна фаза во изградувањето на плановите за адаптација и стратегијата за адаптација. Обично ова поглавје оди на крај, но еднакво важно е и како самите мерки. Ако некои мерки не сме во можност, не знаеме како да ги мериме и прогресот и да го гледаме нивниот резултат, подобро и да не ги вклучуваме. Значи, колку некоја мерка може да се мери и дали можеме адекватно да ја мериме, ќе ни определи всушност и дали всушност можеме да сметаме на неа во адаптацијскиот план. Со тоа сакам да завршам. Ви благодарам на сите за вниманието и ете ќе останам исто за уште некое време со другите говорници за одговори на прашања што би можеле да ги имат. Благодарам, Маја, ти го враќам зборот. Фала, Наташа, благодарам за стварно деталните и исцрпните
податоци кои што ги изнесе и ти и остатокот на сите говорници. Јас би сакала накратко да ја поканам Пале да ни се обрати и да ни раскажи таа нешто, кое што нешто треба да, мислам ќе би биде од корист на сите и ќе ви представи една платформа која што не е нова, ама не е ни стара и ќе ви раскажи каде и што може да најдете ако нешто сакате плюс, а и како луѓе кои што дел од вас, кои што сте присутни сега, работите во институции и така натаму, каде може стварно да најдете голем дел од податоците кои што ви се потребни. Павел Пале. Благодарам. Јас нема да бидам многу да ви го одземам времето со оглед на тоа што во време е предвидено за дискусија. Навистина сакам да ги слушнам мислењата на сите кои што беа трпеливи и ги слушаа сите овие презентации денеска. Многу сакам да им се заблагодарам на сите говорници и на вас за одлично организираниот настан и да ви укажам каде може да ги најдете податоците поврзани со адаптација за климатски промени, на кои што многу ќе се работи оваа година. Значи, првиот чекор е платформата Климатски промени МК. Тука има многу интересни информации во вести и во некои работи кои што сме ги издвоиле, но во овој дел национални планови ги има сите податоци кои што се поврзани со адаптација во рамките на националните планови за климатски промени. Како што презентираше Столен, некои од резултатите и акциите се поврзани и се од претходните национални планови за климатски промени за ранливост и адаптација, а оваа година ќе се посветиме на подготовка на четвртиот национален план. Веќе се изработени сценарија за климатски екстреми, значи екстремните појави како поројни дождови, суши и топлотни вранови ќе бидат се почести и подолготрајни за Скопскиот регион, за Струмица, за Полог и за регионот во целата држава. Овие региони се издвоени затоа што беа идентификувани како најранливи. Значи сите податоци кои што се поврзани со ранливост и адаптација се ќе бидат објавувани на оваа страна. Исто така, ако се кликне на климатска акција, се надевам дека овој настан денеска ќе ви инспирира да размислите што вие правите за да ги намалите емисиите на стакленички гасови или да се адаптирате. Тука може да видите примери од различни типови на клучни, да кажам, општини или учесници. Значи, тоа се општини на работно место, приватен сектор, едукација, граѓански организации и домакинства. Значи, може да видите примери од други општини и да во секој кој ќе одберете во која климатска акција би сакале да го дадете своето учество, треба само да кликнете внеси нова климатска акција. Има еден темплейт што е релативно едноставен, каде што може да раскажете што правите вие и да бидете на некој начин вие инспирација за сите други. Толку јас би ја насочила само сега дискусијата, да поставите прашања или работи кои што ви интересираат, некои работи што останаа неразјаснети и слично. Кој ќе го крши мразот? Еве, јас се адаптирам насело со тоа што сега се мислам како да ги врзам дрвава со нешто, затоа што очекувам дека кога ќе заврши февруар, март месец ќе залади и дека ќе ми ги еве ја Олгица. Олгица, повели. Благодарам, Маја. Прво би сакала да го поздравам настанов, навистина интересен, информативен, системски и многу корисен. Само еден лесен хайлайт би сакала да подсетам дека сите овие активности на програмско ниво, меѓутоа и на проектно ниво кои што се однесуваат и на националните планови за адаптација и на другите проекти и програми кои што беа спомнати, треба да се има во предвид дека да се вметнува, односно да не се заборави родовиот концепт
повторно ќе спомнам и на програмско, и на проектно, и на стратешко ниво, односно ниво на изработка на национални планови за адаптација, поради тоа што како што викаат истражувањата, насоките, препораките од меѓународните сознанија, ајде да ако веќе одиме кон таму, меѓутоа тоа се однесува и на национален контекст. Програмите за прилагодување кои што се родово се лепи се потенцијално штетни за развојот, поради тоа што имаат тенденција да ја влошат, односно да ја зголемат таа постојна нееднаквост. И во однос на ранливоста од климатските промени, ова би значило дека ранливоста кај мажите може да се намали, додека кај жените да остане иста, односно да се зголеми. И исто би се навратила и на она што професорката Марковска го кажуваше, од процесот на планирање до процесот на мониторинг и евалуација треба да се има предвид оваа родова компонента, односно почитувањето на правата на еднаквост врз основа на пол, односно искористувањето на сите можности кои што овие програми за адаптација, проекти и стратешки и акцијски планови ќе ги донесат да бидат еднакво пристапни и за мажите и жените и да имаат еднакви бенефити, односно еднакво ставање во функција на нивниот потенцијал кон политиките на адаптација на национално ниво и после одиме кон тоа исполнување на одредени критериуми на меѓународно ниво. Тоа беше се од моја страна, на кратко. Благодарам. Благодарам, Олгица. Да, родовиот аспект е секогаш важен и да, треба да се зема предвид на старт и на планирање на реализација на било каков сегмент од животов, не само за кога станува збор за климатски промени и за адаптација и митигација. Дали некој друг сака нешто да сподели, да праша, да раскаже? Како беше за на од бројки и букви. Интермецото. Сигурно никој ништо нема да праша, да не знам, да допринеси, да праша ако нешто не му е јасно, да ни сподели некоја информација која што не сме знаеле. Ако некој не иќе сега да праша, на веб страната има исто едно копче постави прашање, климатско прашање, така да кој не му текне сега, може таму да постави прашање. Уште еднаш, дури се размислувате дали да прашате или не, или да кажете нешто. Има Александра испрати на чат сега, уште еднаш листата на присутни и ви испрати евалуационен формулар, кој што нормално е анонимен и кој што стварно би ценили ако ни го пополните, ќе ви одземи се на се 2 минути, а нас би ни значило многу заради идните настани. Розета има не е анмјутна. Да, Розета е анмјутната. Дали Розета сака да ни каже нешто или да праша? Не, добро. Океј. До трет пат. Ајде уште Александра повели. Добар ден на сите. Од мене, јас се уклучувам сега со камера, иако ве следев внимателно цело време во излагањето, буквално сите. Не бе во можност да ја уклучам камерата. Сакам само да споделам една информација со вас. Јас сум представник на невладиното здружение ЗЕОП, кое што главен акцент става на едукацијата од областа на животна средина. Сега за прв пат предпоставувам, бидејќи немам други сознанија, сакам да ве информирам дека ќе се реализира проект кој што го доби нашето здружение во општината Кисела Вода и е токму темата обука на наставниците, родителите и учениците од областа на климатските промени. Ќе се реализира во едно училиште со дисеминација во останатите училишта, за кои што на крај е предвидено да има манифестација, нели, за видливост што се случило. Што значи, во иднина можеби ќе ми треба и ваша поддршка од сите институции во однос за надоградба на материјали, секако сигурно и соработка дополнителна. Ви благодарам. Благодарам, Александра.
ќе бидеме во контакт секако и да, било што ви треба, знаете. Кај сме, да, соработката продолжува. 3:12, тоест 15:12, имавме до 15 часот предвидена агенда. Јас уште еднаш би се заблагодарила на сите присутни. Исто така уште еднаш би ве прашала да не имате нешто неискажано, па да ви остани така. Ама ако немате, многу ми беше драго што се собравте во толку голем број, што немавме масовно напуштање на настанот за време на вежбањето или во текот на настанот. Поздрав уште еднаш до сите и се надевам дека ќе се видиме скоро во сличен состав и дека ќе разговараме исто така за клима, но од друг аспект. И уште еднаш би ве замолила, значи да ни ја пополните евалуационата форма и да ни се потпишете на линкот. За сите други прашања и све она што ви треба, можете да се обратите на мејлот од кој што ви се пуштени поканите, да ја отворите платформата која што Павлина ви ја презентира, да ги раскажете вашите климатски приказни и се гледаме наскоро. Ви благодарам уште еднаш на сите за учеството.